Една од најблагородните работи на светот е да произведеш здрава храна за себе и за своите најблиски. Техничарот за фитомедицина победува уште еден предизвик, освен производството на здрава храна и зачувувањето на здрава животна средина. Сите светски научни институции алармираат за климатските промени кои може да ни одземат можноста за здраво живење. И брзиот развој на технологиите диктира интензивно земјоделско производство. Техничарот за фитомедицина може да ги контролира овие промени преку одредување на точно ниво на концентрација на пестицидите. Техничарот за фитомедицина учи да произведе и примени органски екопрепарати, ги разпознава и препознава различните симптоми на болест и штетник кај земјоделските растенија, произведува храна без пестициди и секако ја потикнува биолошката разновидност во почвата, се со една крајна цел за чувување на здравјето на луѓето и минимално загадување на животната средина. Фитомедицината, која уште се нарекува и хербална медицина, се прилагодува на светскиот интерес за користење на растителни лекови и нивна ефикасна примена при зачувување на здравјето на луѓето. Јас сум Андреј Палевски, се запишав фитомедицина затоа што сакам на природен начин со еколошки средства да заштитам нашата земјоделска култура во нашата градина. Јас сум Давид Белевски, се запишав фитомедицина затоа што сакам здрави земјоделски култури во мојата земјоделска површина. Теоретската наобразба техничарот за фитомедицина ја применува со вежби и пракса во земјоделските аптеки, фирми и институции во градот и околината, но и секако во овоштарникот, стакленикот и пластеникот во кругот на нашето училиште. Секоја година учениците од оваа квалификација учествуваат во голем број на проекти каде можат да ги истакнат своите знаења од областа на фитомедицината. Како техничар за фитомедицина може да се вработиш и да допринесеш со својата стручност во земјоделските аптеки и фирми за промет и трговија со средства за заштита, во мали и сродни агропредпријатија за производство на земјоделски производи, во советодавно-консултативни служби, во приватни и државни административни служби, во фирми за производство и складирање на овошје и зеленчук и секако можеш да го продолжиш своето образование на Факултетот за земјоделски науки и храна. Јас сум Гилтен Рустемовска и сакам да се хранам здраво. За здрава храна потребно да ги препознам промените кај растенијата и затоа се запишав за фитомедицина. Јас сум Ана Јошевска. Ја сакам изреката дека земјата се смее преку растенијата. Ако тие се болни, тогаш и луѓето и животната средина страдаат. Лекувањето со растенијата е мој предизвик, затоа се запишав во фитомедицина. Храната треба да биде лек, а не отров. Затоа запиши се техничар за фитомедицина и биди чувар за здравјето на луѓето и на животната средина.